сакам да ги причекаме тие двајца млади луѓе, ама да ви се чекаме сите. Како го кажа, моето име е Диляна Стојчевска, јас сум дел од тимот на младите кои изключава. Така, мислувам јас да го спомнам целосното име на нашата организација. Ние сме национална организација, работиме за млади, од млади за млади. И денеска тука сме со причина нашиот проект Град пријател на младите. Прво многу ви благодарам што се малку ми е страх. Се сеќава, јас модерирала преку 500 настани, ама прв пат во вакви услови модерирам настан. Се надевам дека безбедно се чувствувате, доколку некои немате маски, немате средства за дезинфекција, носиме се со нас. И во случај да не се чувствувате безбедно, нема да ви се упимате и веќе специјално. Денеска овде со нас се многу млади луѓе, многу носители на одлуки различни. Ќе разговараме подробно на темата колку Карпош и општина Карпош е пријател на младите. Едно скабел е проблем на Бога. Добре. Ние овој проект го спроведуваме веќе подолго време. Започнахме во 2017 година. Има кој по добар пример од европска пракса, која што се вика ти казам на англиски, 100% Youth Cities. Таа европска пракса ни е сретната во 2017 година и решихме дека ова исклучително е потребно за наши услови. Она се разликата меѓу европската пракса и тоа што ние го правиме, ние навлеговме благото во локалните средини. Например, во Крушево правихме анализа колку Крушево е пријател на младите. Со тоа во Европа не го прават, они анализираат колку Барселона е пријател на младите, а ние решихме во првата фаза од овој проект анализиравме во Крушево, во Струмица и во општина Центар и не беше изненадувачки за нас дека општина Центарија и Налигумите се многу френдли, многу пријател на младите, беше повеќе декларативно пријател на младите. Испадна општина Струмица во првата фаза дека е пријател на младите, меѓутоа тие сами признаа дека не се така пријателски како што очекуваа според нашите препораки и после нашата соработка со нив започнаа да прават промени директно, така оде од ниво локални младински совет, по директно наслушување на слушување за млади и така натаму. Крушево нашето, моето родно место и нашето место на основање се трудат да бидат youth friendly оноку колку што можат, меѓутоа Крушево е град на пензионери и потребите на граѓаните не се youth, не се млади. Така да стигнавме во втора фаза, кога заклучивме дека е успешна оваа приказ, можеме да ја имплементираме во различни градови во нашата држава. Во втората фаза, подржани од Америчка амбасада во Скопје, во Македонија, ја имплементираме овој концепт, сите 4 индикатори во општина Карпош, многу ми е драго што општина Карпош прави. Со општина Карпош ни е силен партнер во нашата работа. Понатаму ја работиме во овој концепт да имплементираме во Кратово, се измамачивме во Кратово и во Природ. Општина Карпош беше релативно лесно и комфортно за анализа. Работите на тема млади во Карпош. Меѓутоа, град пријател на младите бара дополнителни елементи, ќе работиме заедно, ние како и секогаш сме отворени за соработка, ама беше лесно и комфортно. Затоа и тук почнавме во општина Карпош за да пробаме да видиме дали можеме вака физички настан да имплементираме, ако докажеме денеска дека можеме, понатаму ќе ги имплементираме препораките што сите ги имате кај вас од анализата, укажам понатаму и како е спроведено, повеќе Амилија ќе зборува за како е спроведено. И да продолжи Амилија да зборува како ја направивме оваа анализа. Мене многу ми е жал што тимот на млади луѓе кои што го одлучивме за да работат по јадро на град пријател на младите, јадро на Карпош, не се бе нешто точно нас. Меѓутоа, заклучивме дека тоа јадро треба постојано да се спроведува, да се имаме нови млади луѓе. Меѓутоа, сакам да нагласам дека со мене денеска тука е Амилија Митрова, најаките членови на тимот на Младински сојуз, Сара, која што ќе фотографира и ќе снима, да знаете дека ќе снимаме чисто затоа што треба поголема видливост на овој проект. Решивме да го организираме
разлика. Заради тоа што според одговорите на младите луѓе кинотека беше едно од местата во Карпус идентификувано како user-friendly место. Сега ние ни треба беше многу директно вклучена во анализата, изложувањето, мапирањето, зашто општина Карпус е пријател на младите. Има повеќе ќе ви каже за тој дел проект. Ова дали се слушаме, зашто јас немам толку глас. Не сум толку гласна во време. Имаш страни, можеш да излезеш. Па да не ризикувам да се не имам многу гласа кај нас кога сме тука. Мене секогаш ми остануваат на цвета и на карта за финалата. За жал, колку да се мисля на карта, младите се отворени, младите разбираат каде да се наоѓа. Цело време се наоѓаме на тренински, така младите во тимот на карта сега се пресаат така интересирани. За жал не ги знаат работите, тоа дел уразиваме за своја отговорност, отговорност на граѓанскиот сектор, да го присалата може да имаме повеќе да инвестираме во граѓањето, во културата на младите, за да бидат свести како функционираат локалните власти, кои се трудат на свој врски права. Како се кажа, Лијана започнала со градење на капацитети на младите, имавме обука во октомври, каде што ние за млади луѓе од секој дел обучени како да ги мапираат и да колку активите се пријатели на младите. И одиме според 4 индикатори: финансиска поддршка и бюџет за млади, инфраструктура и информации за млади, локални младински проекти и локална стратегија за младите луѓе. По обуката спроведавме онлайн прашалник, кој што генерално ги таргетираше младите луѓе во Одомара, млади луѓе жители на општината или млади средношколци кои што гравитираат најчесто во општина Карпус, бидејќи се учат и што са тргнат да подобуваат тука. После работевме на младински терапија со професорски, представници од општината, представници од културниот сектор, средношколци, представници на студентски парламенти, кои што има малку поголемо знаење што се случува на ниво на општината и започнавме со фокус група, кои што представници кои што беа директно вклучени во фокус групата, повторно луѓе од политички младоци и млади луѓе кои што ги представуваат организации. И на крај од целото сумирано изложување додавме до заклучок со 3 препораки, за да ќе се искористи оваа фискална формата, доколку има некои дополнителен заклучок, дополнителна препорака да биде инкорпорирана внатре во финалното изложување, во финалните препораки, кои ще ги промотираме во следниот период. Исто така да се поговорам за упорноста на Анелија, многу беше предизвикувачки, преди младите луѓе инспирираме, мотивират, како да кажам, за да одговорите прашалници, за да вие поентата на град пријател на младите е да младите евалуираат колку нивната општина, тие ќе созидаат нивниот град, е пријател на младите. Е сега, ние направивме една анализа и таа анализа вака личи, типично за граѓански сектор личи анализата. Меѓутоа, бидејќи денес имаме супер чест да биде градоначалникот на општина Карпус на нас, можеби неговата перспектива, колку вашата општина е град пријател на младите секој? Јас ги знам затоа што имаме постојание на отворено. Добро, најпрво ви се заблагодарам на сите за присуството, но на вас да ви се заблагодарам што повторно сме во една успешна приказна заедно. Велам повторно, не само како сум градоначалник, долги години соработуваме и лично и кога сум предводел младинска организација, кога сум бил во собранието како млад пратеник во тоа време и мислам дека навистина од проект во проект се подобро и подобро делуваме и соработуваме.
Благодарност нормално и до Американската амбасада која што го поддржува проектот. Генерално, мене ми е мило што ќе можам и јас денеска да слушнам што се наоди тоа истражувањето. Имајќи и во предвид областите кои што се опфатија во истражувањето, би истакнал само некои работи поврзани со тие области кои што успеавме на некој начин да ги направиме и спроведеме во минатиот период. Тука секако, кога зборуваме за инфраструктура за млади, најпрво би ги потенцирал неколку спортски објекти и терени кои што беа целосно обновени или изградени од нула од страна на општината, не само како простори каде што младите ќе може да се дружат и да се рекреираат, туку простори кои што младите ќе може и да работат и да заработат. Тука би истакнал од спортско-адреналинскиот парк на Кеот на Вардар, проект финансиран од Светска банка, со учество на општина Карпош, прв од ваков тип во цела држава, каде што, како што кажав, покри дружба, целта и таргетот е скоро сите вработени да бидат млади. И во Кајро делот, и во сите останати делови. Тука би истакнал и неколку спортско-рекреативни зони во кои што општината инвестираше, а за кои што граѓаните во изминатите години се плашаа дека од јавен простор потенцијален за користење на сите, особено на младите, ќе прерасне во стамбено деловен простор. Тука би го истакнал возобновувањето на игралиштето и турнирот, спортскиот турнир Сокол, кој што е препознатлив за Карпош, како и спортско-рекреативниот центар кој што тука во Карпош 3 го правиме во дворот на основното училиште Лазар, мултинаменски дел кој што ќе биде погоден за културни настани, младински настани, но и за спортски настани, нешто што му фали на Карпош 3 како една од најголемите настани во општината, која што за жал нема таков јавен простор. И нормално, тука гледам и дел од екипата од Културно еко, со кој што започнавме и мислам дека до сега успешно ја возиме приказна условно кажано за возобновување на Партизан 4, кој што е култно место во општина Карпош и во град Скопје, многу генерации израснале таму. Идејата беше зошто да не израснат уште многу генерации во иднина. Повторно тоа не е само место за спортување, тоа е место во кое што има и мултинаменски делови, конференцијски сали каде што ќе може да се одржуваат културни настани, каде што ќе може да се одржуваат и вакви дебати зимно време. Меѓутоа, тој потенцијален простор повторно да работат млади и млади да ги креираат содржините кои што треба да го живеат Партизан. Не е само да го направите спортско-адреналинскиот парк или да го возобновите Партизан, поентата и да живее во духот на новото време и во духот на младите и на меѓугенерацијската дружба која што Карпошка општина била од секојаш препозната. Би го истакнал и ресетирањето на локалниот младински совет. Процедурата ја почнавме и мислам дека сме прва општина која што по новиот закон за младинско учество и младински политики го започна процесот на ресетирање на младинскиот совет и вие бевте дел од иницијалната средба. За жал поради пандемијата работите се станаа, па се станаа просторите. Меѓутоа очекувам наскоро да го објавиме јавниот повик, за да може да се собере иницијативен одбор за да се формира младинскиот совет, бидејќи потоа па имаме и аплицирано на проект заедно со Националниот младински совет на Македонија, кој што е проект за зголемување на капацитетите на идните членови на локалниот младински совет. Значи не само да ги избереме, не само тоа да биде проформа, нели да биде последено со младински службеник во општина Карпош, да биде последено со одреден процент од буџетот кој што оди за млади и за младинскиот совет, да има младинска канцеларија, меѓутоа и тие млади кои што треба да раководат и да представуваат тој совет на територијата на Карпош, веднаш да се инвестира во зголемување и во бидење на нивните капацитети. Секако ја спомнавте и финансиската поддршка, ние како општина во одреден дел инвестираме и проекти кои што се изработени од граѓански сдруженија, невладини организации и младински организации, а се особено во делот на областите на образованието, детската социјална заштита, спортот и екологијата. Верувам дека и тука ќе излезат уште подобри идеи, еднаш кога ќе се ресетира младинскиот совет или целта ќе биде токму таа младите да кажат што е најдобро за нив и што треба и каде најдобро треба општината да ги потроши парите за млади,
што би се рекла, не таргетираме се, па на крајот да не погодиме ништо, туку да таргетираме прецизно каде навистина продуктивно да се помешат овие средства и секако би ги извел оние училишни лиги кои што општина како што традиционално ги организира со години 4 спортови и во нормално 2 категории машки и женски кои што прават цела година и нормално најуспешните млади на крајот добиваат спортски стипендии, но добиваат и стипендии за талентирање ученици, односно превенција на генерации. Мислам дека на овој начин е најдобро и најхубаво предвид дека основното образование е само ингеренција на општина Карпош, за разлика од општините кои што не се дел од градското, дека што средните школи се помнат. Мислам дека е најдобро ваквите навики на темелно учење и редовно учење и постигнување успеси на меѓународни или државни надпревари во, да речеме, математика, физика, хемија и слично, да се наградува и да се мотивира, меѓутоа и да се мотивираат младите што повеќе да спортуваат уште од најмали години, бидејќи сите сме свесни дека да, сега еве и Карпош го промовираше како најпрва општина онлайн едукацијата, онлайн образованието како начин за завршување на второто полугодие во ек на пандемија. Меѓутоа да, треба да ги користиме алатките кои што ги нуди новото време за младите да ги користат за едноставно да се едуцираат и да ги користат во нивна полза, но да не ги направиме младите робови на телефоните и на таблетите и на лаптопите, туку да најдеме начини преку инвестирање и поттикнување на младите преку стипендии, училишни лиги и преку стварање на инфраструктура за млади, повеќе време да поминуваат надвор, повеќе да се мотиваат, повеќе да имаат социјален живот со директен контакт, контакт со нивните другарки и другари, наместо да прават на Facebook, Twitter и Instagram, кои што сепак пак така и ќе заврши, преференцирам дека не значи дека не треба да ги користат, треба социјалните мрежи и алатките кои што ги нуди новото време да се користат за продуктивни. Се надевам дека преку ова истражување и овој проект општина Карпош ќе добие почиста слика како да продолжи понатаму, како да стане youth friendly municipality и youth friendly city и мислам дека имаме предиспозиции, бидејќи јас сум во моментов најмотивиран начин на државата, имам и доста млади советници во Советот кои координатор на советничка група. Владимир исто така е советник, имаме и опозицијата на Советот, така да мислам дека навистина имаме плодна почва за да направиме нешто добро. Благодарам, Стефан. Секојно што беше истакнато од градоначалникот, иако 90% од младите кажа одговор не знам што жртвува мина е силно забитно. 90% беа вклучени преку 120 млади, 90% обидно одговорија со не знам, и тука 10% сите овие разлики што беа нагласени се препознаваат во видите, че не цитиравме елементи. Сега, не знам дали е паметно сите да се представиме прво, за да знаете кој има тука се, а после да продолжиме со наводите. Сакате? Ајде, може да почнеме од прва. Да. Јас сум Јович Јанкови, да станува Бугарен на Карпош и 20 години имам програм. Здраво на сите, јас сум Кристијан Пуговски, моментално јас сум 17 години, сум средношколец од средното Никола Карек, тука сум поповик на Youth Alliance. Особено ми е драго што сум дел од оваа друштва, затоа што се респектирам граѓанскиот активизам, особено ми е драго кога млади луѓе
Јас сум Драган Атанасов, генерален секретар на Сојуз за младежка работа. Тоа е национална мрежа на организации кои работат на признавање, препознавање и професионализација на младежката работа. Генерал на СИТЕ се Влада Стелиткович, член на Советот од проектот. Присуството на члените. Благодарам на поканата и се надевам да се некои од следните дискусии да размениме мислење. Благодарам. Здраво и од мене, моето име е Елена Миларова, јас сум генерален секретар на Национална младинска совет на Македонија. Дуги години живеат и работат во општина Картош и сигурно во сегментот за млади. Наистина ми е драго што повторно се рестартира овој процес, затоа што има време имаше некои застои, особено од страна на младинските организации во овој дел. И чекаме ги дочитам препораките кои се произлезени, дел од нив ми се познати, значи веќе се препоруваат се добри на нас за повторјак да има идејни промени. И многу ме радува тој сегмент, се надевам да ќе излезе добра дискусија од страна на целиот. Здраво на сите, јас сум Ина Јовановска, имам 17 години и учам во Гимназијата Никола Талев и навистина чекам нешто со свија дека се веселите, навистина Dobro, ajde. Zato, Ivana Grčić, јас сум на покана на Младински сојуз, што многу драго се работував во текот на мандатот дека бев пратеник и станавме и пријатели, така што овој проект мислам дека е многу значаен, за да може да преслика и случувањата по општините, нешто што ние планираме кога го правевме Законот за младинско учество, и тоа мислам дека и делот на Законот за младинско учество е многу важен овој дел од аспект на локалната инфраструктура и успособ на локалната самоуправа. Младите организирајќи Тука сум исто така на покана на Инако сум абсолвентка правна, ама целото образование носно не следва во на Општина Картош, така што дори многу ме мило кога ќе видам дека општината уште повеќе има напреднато во сегментот и на учениците, меѓутоа имаше на младите, што имаат работа во това. Ако си има многу деца, знаете се она? Здраво сите, јас сум Симона Чековска, председател на Сдруженијето Обителни Скопје. Работи на прекадна иницијативи за напуштени објекти да бидат повторно дадени во употреба и ревитализирани. Најголем дел не се за млади, конкретно тоа е, како што спомна градоначалникот, салата Партизан во Карпош, фабриката Кутрон во Ѓорче и стариот дом на култура во Чемпо. Работиме на тие три паралелно проекти и претежно сме во комуникација со работа со млади, младенски сдруженија и ова ми значи како проект каде ми мислите да можеме ние да се надопомнеме да најдеме нови алати како да повеќе да допре не само до младите, до граѓаните и до општините и да треба успари се да тоа заедно како процес да го поминеме. Многу по-транспарентно и по-директно, така да не само да е супер. Многу се гледа на неа и тема е субјективна врската меѓу Младински сојуз и Општина Картош. Сега сакаме тој како јас сега да земам да ја оценувам Анелија. Дали добро сработило нешто или не. Многу се трудевме да бидеме објективни, да се држиме до тоа и мислам дека дури малку претеравме во објективноста. Ама добро, боле е да сме критични, отколку да само пишеме некој пофалби, што вас нема да ви бидат понатаму на корис. Сега планот не е сите индикатори, какви сте кои резултати сме ги добиле да ги представуваме и после тоа препораките да ги дискутираме со вас, затоа што не сме сигурни дали ние сме дошли до вистинските заклучоци. Зашто ние опфативме мала група новите, толку ни беа капацитетите со овој проект да опфатиме. Тоа добро да ги продискутираме, па ако има нешто што нешто сме испуштиле, нема проблем, ова не е финална верзија, ќе ја надоградиме, така електронски и преведена на англиски ќе ја објавиме на нашата веб страница. Првиот индикатор е буџет до млади. Да, Анелија свој дел ќе го представува.
какви активности Општина Кarbаш подржува за младите. Најголем дел од културите се Вика има на Лева Карпаш, организирање на дали има искуство за добивање на младите, за жал повеќето од младите има искуство. И телески, како сте кажале, дека воопшто не бил вклучен во креирањето на буџетот на младите. Дали сметаат дека е инклузивна финансиската подршка во нивната општина? Испитаниците едногласно сметаат дека не е и само мал број потврдиле дека е инклузивна подршката на младите. Исто така, голем број сметаат дека не са доволно информирани дали финансиската подршка во нивната општина е, но ова заклучок дека младите луѓе воопшто не се запознаени, не се информирани како функционира општинскиот буџет, како функционира финансиската подршка, какви проекти се подржуваат и не се подржуваат. И сега, покажам исто така младите, дали финансиските организациони инновации за младите, кои активности би требало тоа да бидат. И имаше различни предлози, нов планински проекти од невладини организации, ревитализација на објекти, креативни хабови, современи читални, секции за воучилишни активности, така имаат. Дали финансиската подршка постигнува локален развој, на тој начин, требало да постигнува подршка на развој, това се имаше побудите од генерално младите луѓе кои се запознаени и еднакво заедно треба да работиме на информирање и на запознавање на младите, значи буџетот на општина и како да бидат вклучени во истиот. За разлика од свештениците, колку групата и возрастните да бидат дадено малку по-друга перспектива, бидејќи сепак дел луѓе што се повеќе вклучени, повеќе запознаени. Беше заклучено дека сега самата подршка на секоја општина ќе се големи, заради тоа што 0,1% мора да биде од општината трансферирано за млади спрема нивниот закон за млади за буџет. Тоа беше донесен во януари. Понатаму, добрата трансферентноста на буџетот, во некои делови од општината били делегацијата на општина, каде што можат граѓаните да бидат што следности структура на седмицата и врска со буџетот. Меѓутоа сметаат дека trebalo може би повеќе да се информира повеќе во однос на негативното работа што е називно интересира. Колку е транспарентен, како е транспарентен, што точно во врска со младите луѓе и во логистика интервјуа и на прекусната да се метаат дека општината доволно информира и информира за буџетот. Сега јас ќе прочитам двете препораки, кои што излегува конкретно од индикатор. Првата е изготвување на буџет за млади согласно законот за политики, со приоритетите изработени заедно со младите луѓе преку младински форум. Клучен приоритет е неформалното образование кај платно инвестиција во младите. Односно, буџетот за младите се носи како транспарентен и инклузивен процес на кој да учествуваат младите во општината, кои ќе даваат препораки и предлози како буџет треба да изгледа и како буџет треба да биде распределен. И втората препорака е едукација од страна на младинските организации на младите луѓе, вклучување на поголем број млади луѓе, особено со школски студенти, за важноста на локалното смятам дека и во самата финансиска подршка треба да има подршка и партнерство помеѓу нас и општината, да работиме на најдобро младите луѓе, што значи општина, се изпълнява отговорност, што значи буџет на општина, значи може апликаш може што сака сите добри да ги предостават. Тоа заедно, видно што е тоа
1 и 7 во самите Така се искат ние најлесно на младите им беше да оценуваат познати на зборот буџет на млади. Да почнавме да зборуваме за инфраструктурата за млади, локална младинска стратегија, локален младински совет, тие термини се тешки за младите и треба да најдеме начин како да ги поближиме тоа доправа ќе ни следува. Ќе биде исклучително важно да ги вклучиме младите. Тези на носени на буџет на млади. Просто се апатични. Апатични не интересирани и неинформирани. Се това не е заради да се неинформирани младите токму заради тоа што се мора да пати. Тука, кога имате збор за буџет на млади, тука лесно оценуваме. Лесно одете. Познат кој е зборот буџет на млади. И сега, онde ваши елементи, тука сте дел ваша изключително јака активисти, во секторта и независни. Ја ги обратувам на младите тука сега е нашето да кажете кои ви са потребите во општина карта. Ако учите во школа во општина карта, во општина карта што е драга општина, ви е важна. Капиталот, за кој што треба понатам општина карта, да инвестирате вие. Така да, може слободно да ги надополниме препорачите, zato што за нашите важен документ, кој што понатам се прави на притисок врз општина карта, да исполнува. Отварам дискусија. На тема буџет за млади во општина карта. Хајде? Јас би сакала да спомнам еден емисија кој се случилме како сектор млади. Вие не сте барали чешко, вие директно по високо отидете. Така и зборот, мислам на помање работа, па се тргаш и школа како протест, и зашо ме заклучи и искачаш на 10 тргаш и школа како протест, зашо ме заклучи кој што сакам да протестирам за подобро образование. Не тргам од школа затоа што немам и градинска школа. Да, но во моментот нема како Колку мали работи не се правили. Знам, ама во моментот нема како бурли некој проблем да речеме, не ги притиска нешто многу директно како ти можеш како книга или текста или толку не осетам како притиск. Тоа сакам да кажам, дека немаме да бидеме како големи идеи. Меѓутоа наша е да ги голиме и да ги кажуваме да можеме многу големи работи да постигнеме. Само на побалените работи кои бараме, мислам дека првата пати се чини Стефан, се били да видат како се има зборано дека никој на се не да пуштари, но искуваме да станат малинки наставани, многу тоа се може да бидеме еден и го гледаме реализирано, защото побалените идеи се многу потешки за реализација. Тоа видиш, ние сме во време и се такова што тегнем да тоа да финансираме, да каде, да не се направаме. Инвестираш во бекграунд страна, подразбира дека треба полата време да се вложи. Така, приладни состојности дел. Значи, мисля така што не се секојаш нити црнобели, работите само да се не се бара помала работа да тоа, нито да други да не да да настави, а и ние култура како некој побара нешто голямо, не му биде исполнато да се продолжи да биде активен и да дава идеи да се мисли ситуацијата, така што мислам дека солидно ситуацијата на светот, барам во Харвардска општина, само што треба да стимулираме некако да луѓето кои што имаат помали идеи, да им покажам и послучиме до каков тип на идеи понатаму може да стимулират реализација. И така, ова е Александра, како беше критика Драгче, па Симона. Така? Ајде? И друга. И Ивана Клева, извини, Ивана. Ајде? Што го зборуваме, точката која поаѓава мора да ни биде во каков контекст живеат и како ги градиме младите како личности. И ова што го слушаме за чешмите, за пушовите, за парковите, за што и таа е позитивен пример за тоа што младите се организирани и направени грешки. Ние исто така мора да се подсетиме дека кога нормалното образование нешто низ кој што системска комуникација на млади, ние никогаш не ги учиме кој е улогата на општината. И се што младите знаат од нивните баби, дедоци, уште да изгубилаат нова политика, родители, пријатели, комши и слично, кои што кога ќе бидат тука на улица, викаат дека општината не се почитила,
година, кога се гранките одрастват и општината е крива, и младите атакуваат општината како една свипесна институција, која што се подготвува за дали се плани знам проблеми во врска со дали имаме чешми и инфраструктурни проблеми и се она што ние го гледаме и на прва се случува. Ние сме подготвили, не само ние, туку и други генерации кај нас, што ние сме подготвила да организираме на младите враќања или јасно да им кажеме и представиме дека општината има и улога во градење на политика. Што се тоа политика? Зашто за младите, за жал, ние се супер можете да дискутираме, ама младите не знаат разлика меѓу полиси и политика. Значи, која е таа програма за млади? Како се пишат за млади? Када они спаѓаат, не знам, дали која ќе има на работењето на општината, е конкретно вау и непознати за тие. И има генерации кои што предоставиле за подобро образование и тоа се пред нив и после нив е надвор тоа и они апсолутно за се што не се задоволни во школа да ќе стигнат најдалеку до директор и нема ни да помислат дека може да се вратат во министерство. Тука не треба да ја бараме како образованието, не е представа. Да, луѓе неформално образование, луѓе на малку универзитет, меѓутоа ние системски што сме во образованието на млади никогаш нема да може да се токму поради тоа треба да се насочи и по граѓанско образование како задължителна предмет за сите ученици, меѓутоа не граѓанско образование на ова ниво кој што се учи сега, ако се и кои се можностите како може да се учи едуцирано. Втората работа е дека општините мора да се земат врска да комуницираат со младите. Ова што го гледаме тука е добар позитивен пример, а ова не го решава со нивото на национално ниво. Ние сме многу силни што луѓе можеме да се пишеме и да се обратиме и да добиеме одговор, не само да го уветат да тоа се, ама на национално ниво општините немаат обврска. Пошто работа во повеќе општини со млади, знам како се гледа тоа, се испраќа барање и барањето го праќат и го заборавате во тој момент, затоа што никогаш нема да добиете одговор на твојата страна. Поентата ми е дека мора да се посветиме на две нешта. Прво, образованието да пренесеме точни информации, истински информации, она што е потребно и младите да вежбаат уште во школа како е што е така комуникација со општина, да не е само за чешма. И втората работа е дека општините мора да се посветат на едно отворено спасување кон младите за него спомагала за нашата слушна паралелна работа. Звани од сестра ми што до пред некој време учеше во Лазаревски дека пишуваат на градоначалникот за чешмата и ова ми е одамна познато и знам дека ним вратил за чешмата. Ние имавме одговори за чешмата. Така што со чешмата веќе тоа е удвоена легенда. Ама треба сите општини да се најдат начин на кој што да комуницираат со младите и да приоритета во соработка со нив. Така што ајде не го многу, ама сакам да кажам дека ние вината на младите и не треба сега да ни товараме зашто се пасите во први ден и смем да Самиот почеток е тоа ние сме креативни. Како беше сега редот, реакција па Симона па и Ивана Алова нешто појави. Добро. Може ако сакате и после инфраструктура да дискутираме, зашто таму сме малку послаби воопште на картата, ако ми дозволите, ќе земам за право да го дам. Да го дадам просто сега на време, па после да продолжиме во инфраструктура. Може? Ајде, Трани. Ќе пробам да не се повторам многу тоа не што го спомнам, меѓутоа јас се согласувам дека мора контекстот да го имаме нам. Бидејќи ние сме општество во кое се уште учиме што значи граѓанско учество, што значи активизам и ако имаме предвид дека се смета од просечно граѓани, се смета за многу високо ниво на учество ако гласа на избори или значи комуникацијата со институциите се сведува на некои работи дека улицата не била поплочена или чешма дека треба да се направи, не е кривицата во младите, не е кривицата во граѓаните. Напротив, тоа што го спомнам Нена, дека е позитивен пример тоа што успеале да искомуницираат директор со градоначалникот. Нас ке ни се враќа колку ќе има толку активизам како ние што инвестираме во тоа како општество. Значи, младите ако учат што значи учество, што значи граѓанско општество, што значи што се обврските на еден граѓани, што се обврските на институциите, кои се нивните права како граѓани, тогаш ќе може да се повише активно вклучи. Ние не го правиме. Не го правиме, ќе ги спомна во образовниот систем, секако не го правиме. Меѓутоа,
Ајде ако погледнеме на граѓанскиот сектор, што се случува со граѓанскиот сектор, посебно во последните 5-6 години, ќе видите дека многу е нестабилен секторот. Значи во едно општество се многу важни, посебно во вакво по нашето каде што се уште учиме демократија, се уште учиме плурализам, се уште учиме за граѓанско општество и така натаму, многу е важно да имаме силни структури за млади. Ние тоа го немаме. Значи, колку младински организации има во Карпуш, кои што се башат тука, кои што работат тука, се активни, колку имаме младински работници, сите тие структури од типот на младински совет, канцеларија за млади, младински центар, треба да постои, треба да се направи како што треба, за да може младите да ги едуцираат за кои се нивните права и објасни како граѓани. Тоа е долгорочен процес, тоа нема преку ден да дојдат резултати. Бидејќи земјите каде што има високо ниво на учество, многу повеќе инвестираат. Сега скоро во Фински имаше еден настан во едно општина кој што отприлика колку Карпуш по број на жители и они на пример имаат 6 младински центри и 27 младински работници кои што се вработени во општината. И сега ние многу е тоа далеко од нас. Меѓутоа може да земеме примери од земји кои што се послични и по менталитет и по големина. Може да земеме пример од Словенија, каде што има во земјата 50 на младински центри, многу младински работници, многу младински организации, младински клубови. Значи сакам да кажам, ние имаме голем пат, долг пат да изодиме и бидејќи точката за дискусија поврзани со финансирање и со буџет, нешто што го имам приметено со општини е дека се оди многу на финансирање на проекти, бидејќи тоа е по-видливо. Или финансирате проект, се одржат работилници, се направил камни, се направил некој јавен настан, меѓутоа тоа не е одржливо. Тоа што му треба на младинскиот сектор е финансирање на кадри, значи на луѓе кои што ќе работат, финансирање на простор, финансирање на луѓето да имаат можност јавните трошоци да се ги покријат, за да можат да се посвет, бидејќи активизам и граѓанско општество не се развива со дводневна или двочасовна работилница, со младите го се развива на тој начин што ќе има континуирано некој секојдневно да работи со младите. Значи, мислам дека многу повеќе ефект има доколку да речеме општина Карпас финансира една организација да им го покрие целиот буџет за цела една година, отколку да финансира 10 мали настани на 10 различни организации. Вие мислите богата е општина Карпуш? Како треба се буџи дека нови вработувања, младински центар, ангажирани континуирано, ова 0,1%. Види, како стоиме со буџетот, следно жалостно е малку, да кажеме повеќе. Тоа е посебно. Не само долгот што го настани голем, него проблем клучен е начинот на финансирање на општините. Кој што Скопскиот регион доминантно се финансираат од такса за уредување на градежни земјишта. Тоа е комуналии за градење. За да ги собереш комуналиите треба да има градба. Еден од топ приоритетите на граѓаните во Карпуш е намалување на градба и планска градба, онаму кај што треба, а не сега. Тоа е така малце една сизифова мака. Буткачкана над нагоре и се враќа назад, затоа што паралелно нели колку поише урбанизацијата се контролира и се става во некој колосек со насока на неразвиените делови од Карпуш, толку се позадоволни граѓаните, но толку послабо да се полни буџет. А со таква динамика ќе дојде за неколку години да биде научна фантастика и чешмата што ја збори. И за таа ќе не успели да ја постигнат. Така да тоа е друга тема, на која што друг форум ќе ја разговараме трета фаза на децентрализација. Океј, ми е жал, што ние имаме покана со дел, како бяхме учесници, имаме покана со интернационални делегација, пошто намерата ни беше да и тие разберат дека треба да инвестират во власт на локални ниво. Па добро, природно е да не може да дојдат да ги покани. Е сега, најслаби оценки во нашето истражување, општина Карпуш губи во инфраструктура. Значи таму имаме и најмногу
има служба која работи за младите, дали има конкретен човек кој ќе работи за младите, некој ќе се вика координатор за млади лица, за млади, не знам. Како сакате да го конституираме, да биде одговорен човек за темата млади, или одговорно одделение, или не знам, зона за млади. Како било. И понатаму се оценуваше како се идуваат информациите од општина карта за млади. И тука имаме неколку препораки, затоа што тука ние сметаме како млади институции дека треба доста да зајакните заедно капацитетите на општина карта. Има канцеларија за млади, потребно е, сакаат младите да имаат такво нешто, не мора ни да се вика канцеларија за млади, не мора да биде такава просторија која се вика канцеларија за млади. Престата зона за млади, еве овде нека биде зона за млади. Така младите да почувствуваат свој живот. Секавате на време, аз бев тие жители, што гласат 3 пати во општина центар за да дојдам до мојот глас. Така, своја зона, да трибам во држава. Нешто такво нешто треба. Младите да имаат своја зона, да ја чувствуваат како своја зона, како се се наоѓа. Не мора да биде парадно, не мора да биде напред воопште. Како сакаме да биде но важно е да се чувствуваат за свој. Важно е и потребно е Министерство за млади во општина Капош, затоа што идниот капитал на нашата општина, дека е сустонка со својата на публичка инвеститора, да инвестира само се информирани, а практично социјално заради неинформираност. Тоа е доказано на европско ниво. Речните има треба да има служба за млади. Тоа нека биде првоначалната служба за млади. Не мора да се прават нови, така да кажем, но важно е. На веб страницата важно е да има според млади. Јас да ви изгледам момент сакато на тоа е не е објективна анализа на општина важна на веб страница, има колку пати според млади колку да кажем. Тоа треба да кажем. Нема напред колку што не е објективна анализа, нема се тоа кажа има да ни кажа така нешто анализираме. Само едноставно важно е да се надаме. Иако личи навикам дека општина Капош многу комуницира со младите, има различни канали, политики зборот не е важите, младите политики во вашата комуникација. Мене ми е жал што ви ова што го кажувам, ама мора да најдеме начин како да ги информираме. Па крај лайк стори правите со не знам, TikTok што знаете да прави. Важно е само да бидат близки на начин. Не мора да бидат толку комплицирани зборови, политики за млади, инфраструктура за млади. Важно е да осеќаат дека тој дел, тој канал, тоа нешто не ги припаѓа. Така да тука има повеќе препораки кои ние сме изготвили и баби се кажа, исто така сакам да ви кажам дека постои на разполагање. Имаме заеднички проект со општина Термин, се надевам дека ќе се реализираме. Он е спремен да понатаме на работа и сака да се работи. Има препораки за оваа работа, што ние препорачува. Тука има се доста удел, јас доста ја комуницирам Ивана, зашто она беше вклучен со повредењето на законот за млади и млади искуството. Тука велиме дека основање на канцеларија за млади, дека примарна точка за пристап на млади, не мора точка да се зона некаде, како сакаме, само да биде примарно исто така. Назначување на службата за млади, креирање на информации за млади од општината, неголесен и неутрален формат. Значи служба за млади не е потребна. Градење на тука се нешто. Градење на административните капацитети во општината за соработа со младите луѓе. Многу е важно. Не знам, ајде, дека има, не знам кој се од македонска места на цена истински луѓе што може да комуницираат со младите. Тоа знам, некако да пробаме да комуницираме со младите. Ама не само предоначалните. Да комуницира целиот свет. Затоа што јас толку се работам со општина Капош, што нешто да ги идентификувам младите човеки. Значи Советот треба да комуницира, председавачот на Совет треба да комуницира со младите. Тоа е пракса на Капош, тоа е на тоа треба да да ние тука што да мотивираме за младите. И понатаму младинските организации да работат на поголема видливост на нивните локални иницијативи со цел да добијат поддршка и чување на повеќе млади луѓе. Дека пресечка пандемија. Континуираме и обуки на општинската администрација од страна на младинските организации за работа и имплементација на младинските
физички, не инфраструктура, ајде да ќе градиме младишки центар. Потребна е дела пара, јас директно да ги искористиме капацитетите што ги има. И сега јас без право ги посетам вашето право на назвање, така да може сега, како беше Ивана, Симона, па Симона, така? Така имате ли кој супер? Хајде? Јас ќе пробам само кратко. Значи, околу претходната дебата од жената на младите се интересираност, па и не се интересираността. Нема да спорам по некој што бил по позиција да го светоти, и да спорам по некој што била критика. Јас знам дека Стефан има неверојатна политичка волја да приближи општината до младите луѓе и тоа успешно го прави, користејќи ги буквално сите можни алати што му ги дава дигиталниот свет да се приближи. Она што е поразително за мене, ние зборуваме овде за општина која има релативно силна инфраструктура. Значи, ние зборуваме за општина во која нема водовод и канализација, во која не се решени клучни инфраструктурни или животни проблеми. И сега да бидеме уште по-реални, зборуваме за општина во која имате едно ниво на социјален повисок статус за разлика од другите општини. Да разбира дека тоа е диверситетно, меѓутоа имаме различно ниво на социјален статус, односно малку повисоко ниво на социјален статус. Значи имаме млади луѓе кои имаат образование добро, кои што се образуваат по едни од најдобрите гимназии по земјава, оваа имаме млади луѓе кои вложуваат, односно нивните родители вложуваат во курсеви, во надоградување така. И од тие млади луѓе ние добиваме побарување чешми. Мислам, не викам дека тоа не е важно, тоа добиваме побарување чешми. Сега тоа некој ќе рече многу е позитивно, пошто ете, они се собрале и побарале чешма. За мене тоа е малку проблем. Затоа што ако вие сметате, ако секој одговор вие не зна, дали општината можува, не зна. Дали општината работува, не зна. Дали значи ја мислам да прашам дали надвор е ден, а стварно е ден, кере не знам. Значи, стигаме до степен каде што ние имаме комплетна апатија и не се интересира. Него го интересира чешмата. Иначе го интересира кошата, ама тука завршува. Не одиме погоре. Не одиме понатаму. Тука завршува. Зашто? Затоа што голем дел сакаат да се селат од тука. Па вика зашто постојано да се организираат нешто. Тоа е проблем. Тоа не е проблем кој што е само на општината, не е проблем кој што е само на граѓанските организации. Иако и граѓанските организации се разбират да имаат улога во целиот овој процес. Ние сме забореле, јас, Александра, Стефан, Стефи, сме забореле за подобро образование. Ние сега при прв удар на пандемија, ние немаме подобро образование. Ние имаме карта, кој што го решава општина Картиш, што не е ниво попис на работни задачи. Значи, имаме проблем. Немаме достапност. Ние спориме за социјално загрузените деца кои немаат пристапност. Ние елементот на солидарност веќе во целокупниот активизам го немаме. И од тука нормално е дека многу тешко општина Картош утре ќе креира буџет за млади. Дека многу тешко ќе функционира канцеларија за млади како примарна точка за пристап, бидејќи во канцеларијата за млади ќе доаѓа со барање и тражање за кошеви чешми, водичкава подоле погоре, тука се скине од се сврши дека тонката и така натаму, што ја не викам дека не е проблем. Тоа не е суштински проблем, а многу помалку, она што сега ме загрижува, што не сме го виделе година дена, е дека кога сме ги предвидувале овие канцеларијата за млади, службеникот за млади, младинскиот центар и така натаму, тоа се било замислено за да се создаде системско решение младите да бидат на агенда, да не зависат од политичка волја на еден или пет. Сега ја се прашувам дали ќе успееме да мобилизираме доволен број на млади луѓе, кои тоа ќе го искористат не заради личната корист, заради општото добро, заради заедницата, заради малото, заради школото, заради што год, нивото го жуцуват и така натаму. Знам дека е многу
Апсолутно инфраструктурните вложувања се многу потребни, ама мислам дека е многу потребна дебата помеѓу општината и младинскиот сектор во насока на градење на заедничка стратегија како ги добрат овие овие и како овие сите работи кои се предвидени во препораки ќе бидат вистина во корист и во интерес на младите. Проблемот, значи, кога си болен, знаеш дека си болен со симптоми. Имаш некакви симптоми, идеш да ги лечиш симптомите. Ама ти ги лечиш симптомите, болеста може да остане, така. Тоа е исто со образованието. Исто е со овој проблем што има, значи, дека се таргетираме, доаѓаме, летаргија е симптом на нешто. Симптом на незадоволство, симптом дека јас сакам да си одам и затоа сум летаргичен, гајлеме тука. Значи, ние треба да детектираме причината зашто е тоа така, неинформираност, значи ако ја знаеме причината, тогаш треба да идеме со мерки против таа причина. Значи ако сакаш да ги задржиш младите, знаеш дека се летаргични, сакаш да си дај им го тоа што им се нуди напор. Ако напор им се нудат мултифункционални културни центри, пробај тоа да го действаш тука преку нешто што веќе го имаш. Значи тоа е нешто што е можно и треба да се даде момент на младите dream big. Сите ние стануваме малце. Генерално на дневно ниво, на месечно, на годишно, не се работи на образованието и во неформалното образование тоа долгорочен момент. Планирање не само за оваа генерација млади, следната, за претходната или генерално ни фали долгорочен план. Значи, сместување на приоритети. Ако ти во општината го ставиш приоритетот на младите и работиш на тоа, има резултат. Во образованието исто се стави приоритет на младите, значи приоритет на неформално образование, јакнење на тие некои капацитети, има резултати, но на долгорочно ниво. За кратко да ги видиме работите, да, тоа може да ги диагностицираме тука, но мора да има таа соработка образование, граѓански сектор, млади, општина, за да може да има ефект вистински. Мора да го диагностицираме проблемот, да го кажеме јасно и гласно што е проблемот. Не само ме боли тука, симптомите се тие, која е стварно болесна на младите. Зашто се тук 70%? Тоа за мене е многу. Тоа е огромно, 80% се да сте летаргични, значи тоа е страшно, значи тоа е најстрашно на кое што треба да се работи. Според мене. Дури буџетот, извини, мислам дека не е толку проблем, зашто ако се реши проблемот со летаргичноста, со неформалното образование, се сватам дека во соработка со младински сектор, да кажеме неформално образование, општината се отвараат фондови, странски фондови, европски фондови, кои што финансираат таков тип на проекти. Кога тоа би го знаеле, мајке би го знаеле, летаргичните млади тоа, мислам дека би се смениле тоа. Кога тие информации би го определили. Дека не мора само да се бара од општината, дека не мора самата општина се мачи кај ги најде парите затоа што ги нема моментално. Туку да во сојуз со други здруженија, со младински здруженија може да се направи долгорочни заеднички проекти, каде што постојано има финансии прилив и ќе станат со тек на време самодржливи тие младински центри. Да можат самите млади да работат и заработуваат од тоа. Еве, тоа е некој моја видење и можно решение. Има така порака, директно на Вака, јас мислам дека главниот проблем е затоа што пред малку слушна сме Билјана како зборуваше за просторот во општина Центар, со каква жар, со каква желба зборуваше тоа. Генерално мислам дека проблемот е што реално ги постојат млади на територија на која би општина, кои што не се дел од организацијата, што не се никако дел од формалното или неформалното функционирање, кои што со таква жар, со таква желба зборуваат за младинскиот простор, за младинска канцеларија и така натаму, во што нема едноставно желба да се створи нешто такво на територија на нивната општина. Тука сакам да се наговедам на нешто што кажа Стефана Петрова, дека е создадена една навика дека младите и администрацијата на општините не се поврзани.
младите по навика и по некоја, да кажем, традиција, ја гледаат општината како една абстрактна институција која што никако не им е достапна, која што никако не може да изкомуницираат. Мислам дека треба да се отстапи од таа навика, исто како што мислам дека треба да се отстапи од навиката цело време да се наоѓаат мани во институциите, дали е во општината, дали е во агенција за млади и спорт, во факултетите, во образовните институции генерално. Туку треба да се сврти таа навика и да се насочи критиката и према самите млади, заради тоа што пасивниот елемент да ги информираме и да ги вклучиме нема никаков ефект ако младите не сакаат да се информираат и не сакаат да се вклучат. Во прашалниците имаше прашање за беа замолени младите да истакнат кои би требало да бидат приоритети на општината. И една од првите точки беше пронаоѓање на млади кои што сакаат да учествуваат во процесите. И мислам дека тоа е главниот проблем што реално не може да се најдат млади кои што сакаат да учествуваат во процесите. И од друга страна, Ивана спомна пред малку дека замина мандатот скоро, точно знаеме што значи внутре на една организација, независно дали е политичка организација, дали е невладина организација, меѓутоа кога секој човек сам пробува некаде да действува, многу потешко иде, меѓутоа кога се здружат повеќе сили, кога имаат зацртана единствена цел, мислам дека подобро би го оствариле она што се кува. Јас сум младот, ќе изгледа маската да бидам малце погласно. Значи, пратев на дебатата, дискусијата околу комуникацијата со млади и јас ќе го споделам моето искуство, бидејќи поголем дел е практично, не е теоретски. Значи, мене ми е многу криво, рече како млад човек, јас сум бил и председател на одредена младинска група активизам, нема врска дали од политичка партија или од животна. И луѓето ме препознаваат. Значи, од начин на комуникација генерално младите луѓе е сведен на социјалните мреги и е сведен физички кога ќе се видиме на улица. Едната најбитната работа што мене ме иритира и што ми се допаѓа што младите луѓе, како мене лично и како Филип, не ме гледаат из призмата да земат да спорат нешто, да ни сконтактираат, да сработат некој проект, да се консултираат, него не гледаат из призмата комуникацијата да биде сведена врз база на некој услуг. Јас ви кажувам искрено и отворено како е ситуацијата. Тоа мене искрено не ми се допаѓа. Пребара едноставно млад човек што не е слушал 6 месеца и кога звони телефонот да го имате запишано или што на Facebook, верувате првиот повете здраво како се шопреш, не сме се видели одамна, вториот пасус или вториот дел од физичкиот повет што ќе се видиме на улица е, знаеш, тие сте таму, па ми треба една работа да завршиме ако може, ја бркам со месеци или резервирам. Значи, јас се сложувам дека треба да го смениме тој концепт на работа. Треба да допреме до сите млади луѓе да не ја гледаат политиката и позицијата и нашето место во Советот или во институциите од аспект да се заврши некоја работа, него треба да не користат нас и да не искористат како можност они да почнат нешто да направат. Значи, градоначалникот го спомна најбазичниот пример, сега кај него ако се враќаат 10 луѓе, ќе не се враќаат 5. Али генерално младите луѓе контактот со нас го гледаат из таа призма. Јас често разговарам со нив. Знаеш, они доаѓаат дај идеја што да се почне да се работи, како да се активираме, ама секогаш ја гледаат на полесната страна. Јас не сакам да зборувам со разни флоскули, него кажувам реалната слика каде што сите дека луѓе се соочуваат со тоа. Ивана, предпоставам дека беше најмлада пратеничка во тој состав, значи до нејзе допираат милион луѓе и
јас сум убеден дека генерално младите луѓе не ја бараат за промена на некој закон, за нешто да се промени на подобро во општеството, туку бараат за екзистенционално прашање и за одредена работа. Пострашно е да имаме, ние се ни обраќаат. Јас пак ќе кажам потретпат, јас ви ја кажувам реалната фактичка потреба каде. Значи, ние сме тука сите пораснати во овој град, социализирани, образовани и најтрагично што, како што кажа Ивана, од овој крај покупуваат генерално структурата на младите луѓе, прилично образована, социализирана и добро ситуирана, и они не гледаат сето тоа да го канализираат со наш помош и пред се ние да ги искористиме нив како дадена сугестија да ни дадат да промениме нешто и во контекстот контакт со нас и комуникација користат да завршат некоја лична работа. Затоа еве еден одреден апел до сите вас, значи да се пробуваат да се организираат вакви трибини, се со цел гледам тука има и средношколци, значи верувајте, од искуство ми го кажувам. Значи, тие иницијативи и тие работи треба да покренат, да почнат и да се покренат од вас. Значи, на 30-35 години, 40, тој тип на млади луѓе веќе се научени да функционираат на тој начин како што бил до сега. Значи, треба од почеток да се почне од вашата генерација, од крајот на основното училиште, средното училиште, да собирате идеи, да се регрутирате, да разговарате, да излеземе од таа една матрица кај што младите луѓе, политичките партии, организациите ги гледаат нешто за екзистенционалното прашање и ситуација, него од вас да добиваме идеи и начини како да делуваме, да можеме колективно да помогнеме на сите луѓе, не индивидуално. Значи, ќе треба милион градоначалници, милион советници да се помогне на сите. А ако има идеја и начин и поставка како да се средат тие работи, со одредени закон за млади или како што го донесува сега одредени работи, каде што ќе се помогне на со една работа добро осмислена, ќе се помогне на огромна група млади луѓе, а не пака, како што го кажав примерот, со индивидуални барања и решенија. Мислам, јас малку се зборував по-отворено, не ќе да бирам според, реална е таа ситуација и треба да се запрашаме зашто е таква и кој треба да покрене нешто да промени. Јас би организирала, ако сум сега јас на местото поединица, јас би направила во моментот сега сертификат на youth friendly човек во општина Карпов. Мислам, ќе го изамам Стефан во... Нема Стефан да биде дел од... Сега има едно друго прашање, бидејќи јас и веќе не сум толку млад, 31 години, да споделат дечкиве што се средношколци и помлада генерација горе толешно варира, дали меѓу нивната генерација постои можност, дали е тренд, дали е срамење да се активираат вакви граѓански организации, да бидејќи некој ако има желба, ако има стереотипи од околината, другарите, општеството, дури тие работи може да го одвратат, да дојдат. Јас мислам дека голем дел од младината се соочува со тој проблем. Не разбирате, затоа викам дека тие промени може на нашата генерација малце доцна, ама тука сме, ако сме на некое место да направиме корекција, треба да потигнат од оваа помлада генерација, како што гледам тука, бидејќи сите знаеме ако претендираме таму каде што претендираме, каде што се трасира патот, јас ќе ви кажам еден пример кој бев во Берлин, преку Фридрих Еберт организацијата и таму имавме можност да шетаме и не шетаат поневладени организации, хабови, таму граѓанството е на многу повисоко ниво во однос на тоа. И за илустрација нема да должам многу това да го споделам, чисто да знаат дека таму 48% од населението е член на невладина организација, 4% на политичка партија. Една се обратно се дури повисоко ниво на политички партии. Таму политичките партии начинот за делување и концептот и активизамот како да се уклучат го црпат од невладините организации. Една се обратно. Така да ова ви е исто еден апел на вас лично, бидејќи вака политичко дека сте доста помлади, треба тие работи повеќе да ги користите, да ги имплементирате, да спремите еден пакет и да
најдете на луѓе спред да ви одговорат и да помогнеме сите заедно, а верувајте дека постојате и тоа сме го разговарали и на ниво на совет, кажем, политичка партија и општини било тоа, и треба еден пушап од ваша страна за тие работи. Благодарам и свидете што бе Не треба да зборувате за малце подолка не. Драган, па е гей. И Јовица сака се извини, Јовица кога се пријави, нека биде. Не, само не. Добро, ајде. Ова е предизвик на европско ниво, да не изгледа сега дека само кукаме. Значи, из цела Европа е проблемот на младежката вклученост на младите. Тој процент 70-80% на млади кои не се никако вклучени е генерално може Берлин и такви градови се исклучат се, меѓутоа генерално е проблем. Ма и Берлин е прогласен за 100% јун пред лесите. Тоа што е Можност да видам, за тоа го кажав како пример излично. не ме гаде, такви градови веројатно и добро да има исклучат се, меѓутоа генерално има апатија. Тоа што е разлика кај нас и кај нив е што кај нив постои систем. Постои еден граѓански сектор, постои систем за подршка на младите. Ивана спомна кредитска нешто многу важно, а тоа е дека законот за млади исклучество и младински политики нуди можност и беше така создаден за да створи услови за креирање на таков систем за подршка на младите, бидејќи тоа е тоа што нас не треба системски решение. Ни треба функционални младински совети, ни требаат функционални канцеларии за млади, ни требаат кадри кои што ќе знаат како да работат, ни требаат функционални младински центри. И луѓе што ќе работат. И луѓе, да, значи луѓе кои што знаат да работат. И после од тука излезе сите, излезе и активизам, излезе и организации, бидејќи не може со сила да креирате промени. Треба да се постави структури, да се креираат услови, а потоа младите сами во тие центри ќе почнат да се активираат. Јас волонтирав тука, имаше младински центар Павлова на Политиконина, сигурно го памтите. Може и дел од вас ќе се сеќават, пред 15 години имаше место во Карпуш каде што може да отидеш како млад човек и да волонтираш и таму да најдеш други луѓе да се организирате, па тука да излезат идеи за проекти, за организации, за активизам. И тоа денес го нема веќе тоа. Не е само во Карпуш, па многу општини има. Меѓутоа јас 2 сати веќе се обидувам да се сетам ја не типна младинска организација од Карпуш. А живеам 5 минути од тука, жител на Карпуш. Не знам, Нена, имате ли членки на село од Карпуш? Не ми текнува дека има. Сега во моментов нема, а голем општини. Сега не е тоа проблем на не е значи криво на началникот на општината. Тие се регистрирани, може и центар да е регистриран. Мора да е регистриран и Карпуш за да работи и да Има дела во голем Карпуш. број на младински организации кои работат со млади во Карпуш. Без разлика што немаат седиште. Меѓутоа, не се тоа форми на здружување на младите од Карпуш. Тоа е тоа што сега да го кажам, дека младите се здружени, па да сакаат нешто да направат и да променат, па да основаат здружение, или дури неформални групи. За такви работи се креира, мора да има места кои ќе бидат собиралиште за Ама младите. има тука најмногу екогрупи. Тука има најмногу екогрупи. Така што и тие мобилизираат голем дел на млади. Значи, кои што се создадени предходно и до тоа продолжиле да функционираат. За заштита на зелениот, за животна средина и така натаму. Значи, тука овој дел мобилизира повеќе на тема зелениот. Чисто што да се го спомнам, нема да должам, бидејќи во препораките имате стави на младински клуб, на друго место има младински креативен центар, мислам дека беше. Меѓутоа, во основа на законот за млади исклучество и политики, младински центри се термините на просториите за млади кои што во текот на наредните 5 години треба секоја општина нели да има барем по еден поддржана. Спомнах на началникот дека општина Карпуш е партнер во тој проект кој што е сега цитиран на Луцина, таму сме и ние партнери и има пилотирање на младински центри доколку се надеваме проектот биде одобрен. Меѓутоа не треба да се учиме да зависиме од странски фондации и од странски пари, треба колку и да е тешко да наоѓаме начини за финансирање наши. Бидејќи тука е проблемот со граѓанскиот сектор. Имаше пред 20 на години многу активни организации, кои имаше многу пари од ИТЗ и така натаму. Потоа дојде младинската програма за млади на Европска комисија, повторно се основа целкуп организации, имаше многу, меѓутоа сега тие фондови не може ние постојано да се надеваме дека на тие фондови ќе живеат граѓанските организации, мора системски да го решиме тоа прашање и законот и нуди таму. Само извини, Драган, значи точно законот оперира со термин младински центар, кој што ние во преодната одредба ставивме дека општините треба да овозможат
услови за да такво нешто се формира од страна на заинтересираните млади луѓе, веќе не можевме со закон да унифицираме во секоја општина како такво изгледа. Општина Карпош, општина Центар, општина, не знам, Пратово, Прилеп, која да може да се одлучи да се формира и младински клубови покрај младински центри. Ако они имаат интерес во рамките на нивната општина, ако имаат капацитети општински, ако имаат пари, тогаш може да основаат стотици ако сакаат во рамките на нивната. Оно што беше клучно во рамките на самиот закон, со што беше предвидено 0,1% од општинскиот бюджет, беше за да ги мотивираме. Има, се го наспомна, има и во Словенија, има и во Германија таков тип на центри, кои што се повеќе сквотирани објекти, кои што понатаму прерастуваат во младински центри. Меѓутоа, тие ако погледнеме, тие се голем дел и самофинансирани. Што значи, што е многу клучно за одржливост на тие проекти и дополнително мобилизирање на младите, односно средношколците во заедницата за, како терминот на англиски е community responsibility, не е општинствена повеќе за заедницата, локална. Тоа е, сам да кажам, терминологијата е Реков јас на почеток. Намерно не се става кругови внатре да се затварат во боксови тие работи, затоа што целта е да се форсира креативниот дух на младите луѓе во рамките на општините, а не тоа законодавецот да се достава во некаква... Добре, јас само има таква улога да насочи како на Да, па термини. ние со нив ја правевме дел на дефиницијата. Да, ама јас знам дека ова ништо нема, како год да се вика само нешто да има. Па, вие ако сакате крстите ја хип-хоп зона, не знам како, не знам што е модерно сега, какви се тие траш зона, не знам како. Така, важно е да има зона. Сега е Кенија и Цин. И ги студираме препораките за ова младински совет и за стратегија заедно. Може да не? Само да кажам дека тука се гледа метод такава што има намислено тоа што нема функционална институција во Министерството за образование. Тоа што не може улогата на Министерството за образование да ја преземе општина Карпош и да ги гаси пожарите кои што ги создава за таму за младинство, за сексуално образование и за менструално здравје. Изградењето капацитети треба токму Министерството за образование да се го запише уште во основно училиште, зашто треба да е активни луѓето, зашто треба ги на толеранција, солидарност, да ги нанесуваат искуство. Значи, тука се градат учебните капацитети, ние тоа го немаме. Образованието кај нас прави исто штета колку што прави корист на деца. И затоа е многу важно. Ние не можеме да функционираме никаква агенција, никакво локални самоуправи, никаква организација, ништо, ако Министерството за образование не се преземе својата улога да направи квалитетно образование за децата. Затоа што и преку формалното образование во нашето искуство во традиција, значи така можеме најмногу да подкрепиме неорганизираните млади, што неформално не се неформално организирани преку училиштата, ама и тука може најдобро да се информираат, образуваат, зашто во иднина треба да бидат отворени и тоа питање. Треба да ги вклучувам. Она млади. Колку наши? Па не можам да кажам дека сум многу, ама не можам да кажам дека сум малку, знам дека јас не сум дел од ниту една организација, нити формална, нити неформална. Не сум дел од студентското собрание, не сум дел од ниједна накладена организација. Меѓутоа, јас верувам дека доколку младите ми покажат желба, дека има таков начин напор од сите организации, тие могат да се вклучат во процесите за реформи, како општината каде што живееме, општина за сите. Треба да биде општина за сите, не треба да биде општина само за тие што се во невладина организација, само за тие што се во екогрупа, само за тие што се во студентско собрание, исто како што на студентското собрание, исто како што факултетот не е само за студентите кои што се во собранието, тука се покрива сите студенти.
и Елвис. Ајде. Дискутирахме, ако јас не знам да можам јас да кажам какви мерки треба да се измислат, кои тоа е 19 години. Што знам голем дел од тука се веќе многу искусни. Оста нема врз. Секако многу подобро, да. Но јас сакам на друга перспектива да сетам се на друга перспектива. Еве како јас кога наполнив 17 години, тогаш решив, тогаш што ми стана интересно да се вклучам да бидам по-невладени, повеќе активист. Да видам што се случува и дали јас можам нешто да променам. Заради тоа што човек гледа дека нешто не е задоволен од нешто, тој може да, ако има интерес, открива. Еве, на 17 години, јас имам 17 години, кога се навратам. Сметам дека од 17 до сега, од мојата генерација од Георги Димитров, од 220 деца кои сме, може би сме петорица до 6, кои што или се уште активни или некогаш во животот имале некој интерес. Тоа значи дека што е многу мал процент и не ме чуди што еве заклучено 80% сега не знам што се случува со општина карта. И освен тоа мислам дека доаѓа по еден период каде што беше свежо невладините се стека. Тоа тај коментари многу добро. Што бидат подна невладина стора, невладина ќе стават на стори допирането патување и ми кажат што барат по секси што е нормално. Сега сте соросоиди, па сте... Ето и тоа многу добро. Дојака секта, сме сега директна секта, за да не... Ето, баш така ќе е. И тоа ми стана интерна шега помеѓу моите другари, поради тоа што јас кога бев повеќе заинтересиран и терав малци тие што помине на доаѓаат. И добрие ми остана. Имам другар кои што уште по дебата на свещеници некако се годинава Бог. Многу поакти од мене, јас заводи по 100 година. Почнешко дебата, тој уште остане. И така многу поинтересно кога мене беше интересно на 17 години кога отидам и никој не го знам кој историјата и морам да познам. Како што гледам што тек на време што повеќе одат, што повеќе се повторува луѓето. И тоа е еден голем проблем, дека не идат многу луѓе, да, исто е одат. И јас себе како што ги гледам моите другари, заради мене биде поинтересно и да видат они дека нема ништо им се случи. Обратим се на национален младински стол. Тие требало да прават. Тоа се тука и членство и секретар. Ајде малку да се изгуваме и тајна. Кога сакам се вклучам во невладиниот сектор, прво отидов кај них. Поразговарам, мислам со Ивона беше. Тогаш беше на секретар, мислам да. И со неа разговарав. Зошто појде јас? Мене беше најлогично, не се разбира во тоа, вие се национален младински совет, треба се невладени дели. Таму да се. Потоа се политичка партија, СДМН, во подмалот. И така полека човекот се открива каде се слупање, каде не се слупање. Рекол се јас го открив патот, потоа сакам да пишам, поради тоа што сега младици полуписува. Но многу млади, како што рекол, 60 души, кои се башат во едно средно, поразителна бројка, а сигурен сум дека има уште сигурно 30 на еден млади од Георги Димитров, кои што може би сега откриваат дека може нешто ќе беше интересно, не го знаат тоа дека ќе биде интересно. Тоа е проблемот, да не знаеш дека тоа нешто може да се добро. Или нешто може да се никогаш не е касно, ама сметам дека треба некако да се уберат тие луѓе, дека сега не можеме да очекуваме од 10, 20, 200 вклучени, да се пак можат барем да пробат по-голем дел од петорица. Јас секој пат изгледувам од рамката, за да практе дури јас ја правам програмата за овој настан, но не се држам до програмата, зашто потребата е поинака. А нели ја може брзо само да ги студираме препораките за препораките нека бидат само локален младински совет и локална младинска стратегија. Главно да се откривате за вршување со процесот, како што каже Стефан Кучинов, започнаме процесот за отварање на локален младински совет. Јас бих дала туку уште една лична препорака, дека локална младинска совет треба да става од на не се добиваме во ситуација како што се случуваше во функционалните во општина Тишово, каде што може да се локален совет да се
подобни површи. Тоа не е задача на локалниот бански совет. Локалниот бански совет треба да застапува интересите на младите. Не треба да биде тој што организира настани, фестивали или било што, туку треба само да застапува интересите и предизвиците проблеми кои се можат да младинските центри, младинската канцеларија се тие што треба да ги ангажираат. Според мене, али тоа е на обраđена да младинско фестивал треба да биде да се застапува младите ќе бидат целосна страна на младите. Сега само што малка капка, за време на факултетот почна дискусија кој треба да членува во животот на младински совет, имаш многу различни ставови. Дали треба да биде пандан на свобода, дали треба да има невладен сектор и политички подмладалци, или имаше луѓе од граѓанскиот сектор што викаат дека не треба да биде од граѓанскиот сектор по локално младински совет, и треба да бидат конституирани. Така што имаше многу различни предлози. Моја препорака е била кога ќе се формира локално младински совет, сите заедно да најдеме начин што би било најдоброто решение за свака формат и така да се Јас бе одам директор, разговарала куќу, него кој вас член ќе биде во локалниот младински совет. Нема не можеме да сакаме, немаме луѓе, тоа е. Тие мора да бидете во локалниот младински совет. Мислам дека на sastanokот каде што официјално се објави дека ќе се рестартира, беше наш член Кристијан Караджовски и мислам дека ќе продолжи во таа насока и да Јас го пратам оваква искуство, зашто не може никако да идентификувате во вашата организација, вашата група, вашата партија, кој ќе биде член во локалниот младински совет. Само така можеме да направиме нешто. И неформални групи да организираме нешто. Битно е да има локална стратегија за млади карта, битно и ова е лична нота до вас. Замолам зборот сиромаштија да го има. Име многу ми е жал што би дала Жуковска да се не проанализирахме напрежено да биде млади и сиромаштија како обстои работата. Општина Картош, иако личите да се многу голема убава општина, посакувана општина, сиромаштија има. Каков е процесот на сиромаштија во... Дека няма податок сега. На ниво на општина немаме податок. Ајде социјалниот момент, јас дури постои права како сега во моментот на локално ниво, и социјални стратегии, социјални планови права, и предложи да ги тандемизираат со младинската стратегија. Зборот млади, доколку проверено, ќе видите дека многу често се речи се во секој поведение, кога станува збор за градинки, за основно образование, значи може да се провери дека многу често. Значи ме предизвикува да видим. Јас верувам и како казав, чувствувам комфортно. Тек како ќе видите во струга, не знам, јас не леќам да бидам прекалезната маса. Бидејќи еден така слободна, ќе можете почнува да бидам много толкова, знам. Ми е жал што родина малко има практика родителство, меѓутоа верувам дека сите пак ќе се дружиме. Младински сојуз поставува континуиран партнер на општина Картош, ме молам користете ме. Ние не сакаме да помогнеме, ние сакаме да работиме. Едно, станува партнер на сите други наши соработници, пријатели и другари, и ајде да направиме нашите општини, што постои општини пријатели на млади. Благодарам.